Ова денеска што се случува позади нас е 16-тото државно првенство на бармени. Јас сум Филип Арнудов, председател на Сдруженијето на бармени. Ова денеска што се случува позади нас е 16-тото државно првенство на бармени. Значи, ова е настан што го одржуваме секоја година и можам да кажам единствен од нашиот сектор, од угостителскиот сектор, што толку години поред се одржува. Тоа што е интересно што Сдруженијето е членка на International Bartenders Association и победникот на овој надпревар ќе оди на светското првенство на бармени во Колумбија. Оваа година ќе се одржува во Колумбија. Секоја година е различна земја. Така да е, можам да кажам, најголем настан што се однесува до бартендингот и до коктел културата во Македонија. Денеска имаме 21 надпреварувачи од цела Македонија, значи некои се нови бармени, некои се веќе искусни бармени, но сите се представуваат со нивни креации, со нивни коктели, каде што се оценувани од техничко жири, од технички судии и исто така од судии за тестинг кои им го оценуваат коктелот, по изглед, по вкус и по арома. Надпреварот го оценуваат судии наши, но исто така имаме гости од Црна Гора и исто имаме еден судија од Америка, значи кој што заради објективност и заради нивната професионалност решивме да бидат судии и секоја година гледаме да има барем неколку меѓународни судии за да може да го одбереме најдобриот бармен. Мојата улога денеска на овој надпревар е да помогнам во организирањето на самиот настан, односно да ги координирам надпреварувачите со тоа што ќе има континуитет во надпреварот и ќе имаме надпревар без никакви проблеми или без никакви додатни работи кои што не би ги посакувале. Задоволство е да се биде во оваа професија, благодарение бидејќи еден од моите ментори е заедно со мене како председател на нашето здружение. Заедно сме и во многу други приказни, заедно сме во Спикизи, заедно сме во Сдруженијето, заедно сме во училиштето за бармени кое што го имаме. Така да овие надпревари за нас представуваат големо задоволство, не само организирањето, него самиот момент кога тој што ќе победи денеска го носиме на светско првенство во Колумбија, во Картагена, каде што ќе представи нашата држава како што ја представуваше претходната година Теодора. Очекувањата за надпреварот се дека победи најдобриот. Имаат многу интересни предизвици пред себе. Тука го имаат тестингот, го имаат блекбоксот кој што е многу интересен, содржи тајни состојки, не можеме да ги кажеме бидејќи не слушаат, и имаат за задача да подготват коктели од тие состојки кои што се, каде што единствениот нешто кој што треба да го искористат е Tanqueray Gin. Останатото останува на нивната креативност, способност и снаудливост. Здраво, јас сум Васил Пеевски, бармен повеќе од 12 години, искусен на државните првенства во Македонија, меѓутоа со искуство и на светски и европски првенства. На светското првенство најпрво во Копенхаген беше тоа 2017 година, како победник на државното првенство за прв пат, за подоцна и во 2019 како победник на државното првенство да имам можност да отпатувам на светското првенство во Кина, како најголем успех до тогаш за македонскиот барменски свет, да кажам, освоено второ место и награда за најдобар бармен на цело светско првенство. Пауза од 6 години, повторно некоја жичка проработе во мене за да сакам повторно да се надпреварувам на едно првенство. За мене овој пат последно, така што се надам дека ќе биде уште едно добро искуство. На денешниот надпревар очекувам дека ќе имаме пред се добра забава и ќе биде искуство за сите нас. Би им посакал на бармените, на младите бармени да можат што е можно повеќе да учат од нас постарите бармени, да купат знаење, кое што ќе им биде добре дојдено во иднина. Им посакувам многу среќа на сите.
Јас сум Вања Головски, неколкократен победник на неколкократни надпревари и дојдов денеска да си го поддржам настанот и надежно да освојам уште една титула. Време на подготовка што е потребно за еден надпреварувач да биде спремен за надпревар, зависи генерално од искуството. Најпрво, кога стартуваш, е потребно да дознаеш информации што е тоа што значи подготовка за ваков еден настан и државно првенство. Не е само рецептот. Рецептот е, меѓу другото, најлесниот дел. Постои голема подготовка која што е позади бината и тоа у суштина го збори делот за нашата работа, дека најбитното подготовката за да бидеш спремен за сервис и се останат. Ова е исто така еден сервис на некој начин, само што е пред официјални представници. Со оглед на тоа дека имаме поврат на уште еден надпреварувач кој што некое време се нема надпреваруване на 6 години, Васил Пеевски. Многу ми е интересно и мислам дека ќе има супер борба. Борбата не е дека со рогови идеме еден против друг, туку освајаме непца на суди. Така да искуството, значи двајца искусни, пак меѓу другото ќе има борба за непца, но секогаш гледам дека имаме и млади надржи. Младите надржи најчесто се најмногу отворени за жилбите на народот и затоа нивниот совет е поприлично вреден и да ги гледаме што прават за да знаеме во иднина што они виделе унапред дека ќе се случи. Така да генерално е место каде што и многу учиме, па и докажуваме нешто, покажуваме што сме научиле, што мислиме дека треба да се пренесе меѓу другото.